Целта на нашиот проект е низ најразлични канали да го представиме она за што луѓето не сакаат да зборуваат. Со тоа што фокусот сакаме да им го превземеме преку креативните делови од нашиот проект. Имавме еден вид на инсталација која што беше во форма на кутија, каде што беше испишано потенцијална жртва на трговија со луѓе. Секој кој што ќе се приближеше до кутијата и погледнеше внатре што има во неа, ќе си го видеше својот одраз на огледалото на дното на кутијата. Жртвата не го бира трговецот, туку трговецот ја бира жртвата. Облеката беше составена од 19 парчиња, секоја парче облека на секоја парче облека ги имаме сите основни човекови права кои се прекршуваат при трговијата со луѓе. Она што ни е битно за облеката е да ги натираме луѓето да размислуваат и да зборуваат за тоа. Не збориме ние за дизајнот или за модата, туку зборуваме за информацијата која сакаме да ја пренесеме преку облеката. Општеството ќе замежи во оној момент кога ќе прекине да конзумира информација. Мислам дека е многу битно да се информираме и едуцираме за проблемите што се случуваат, затоа што сите кои што беа на изложбата и се отидоа дома, сите размислуваа на она што е вистинскиот проблем на нашиот проект. Улогата на граѓаните да се вклучат повеќе во општествениот развој на оваа земја. Улогата на граѓаните е да почнат да се информираат за проблемите што се случуваат помеѓу нас и улогата на граѓаните е да бидеме свесни за она што се случува помеѓу нас. Потенцијална жртва на трговија со луѓе, со трговецот патуваат заедно во авион, меѓутоа она е под притисок и закана, не смее да дава никаков отпор. Стюардесата го приметува проблемот и приметува дека нешто не е добро во врска со нејзината патничка и сваќа дека она е жртва на трговија со луѓе. Авионот слетува во првата држава, доаѓа полиција и жртвата е спасена.